Na pad za Vitlejem. Понекогаш во животот се соочуваме со проблеми. И би кажале дека тие се составен дел од животот, без разлика дали се големи или мали. Вообичаено и емотивно да реагираме на нив, а тоа ни го одзема мирот, ни донесува немир. Има многу луѓе кои проблемите ги прифаќаат со став на лутина. Им го заматува расудувањето и не само што ги влошуваат животите на оние на кои се лути, туку ги влошуваат и на други, па дури и на самите себе. И тие самите завршуваат така што го чувствуваат гневот на нивното лутење. Меѓутоа, ако им пристапиме на овие работи со молитвен став, можеме да се потпреме на Бога, да ни го врати мирот и да ни овозможи да ги надминеме проблемите. За време на литургијата често молиме за мир. Првите 3 молби се токму за тоа. Во мир на Господа да се помолиме. За мир кој доаѓа од озгора, за мир во целиот свет. Многу често и повторуваме: мир на тебе. Важно е да го зачуваме тој мир, бидејќи ако го имаме, ќе се преле од нашата душа на нашиот изглед. Какво прекрасно чувство затоа што светите оци ни велат: постигнете мир и илјадници ќе се спасат преку вас. Повеќе од среќата треба да се стремиме да постигнеме мир. Мир во себе, мир со другите, мир со нашата природа, дека сме луѓе и дел од Божиот свет. Додека се молиме за мир, десетици пати за време на божествената литургија, важно е да му дозволиме на Светиот Дух да действува преку нас, за да ни го даде тоа чувство на мир. Но можеби уште поважно е да го донесеме и споделиме тој мир со другите. При Христовото раѓање ангелите пееле мир на земјата на луѓето со добра волја. Да се обидеме овие зборови да бидат наша молитва во ова свето време. Додека молиме и постиме, не треба да се фокусираме само на земните работи, туку на божествените и да бидеме слични на Него. Na pad za Vitlejem.